Политичките пазарења за работни места со цел да се вдомат партиски послушници ги оставија без работа најквалитетните кадри во институциите од областа на културата. Стружанката Валентина Тодороска е една од најискусните и ретки подводни археолози во Македонија. 3 години е без работа, без никакво образложение зошто ја отпуштаат од работа, иако многу успешно и посветено истражуваше значајни подводни локалитети. Од една страна немаме кадар, а од друга страна немаме простор за вработување. Бевте вие во одреден период вработена, Валентина? Работев по договор на дело во музеј Струја. Колку години? 5. И од кога сте невработена? 2020. Тодороска е само еден пример како се останува без работа поради партиска неподобност, иако како што вели не сум член на нити една политичка партија. Бројноста на вработени во институциите и научните установи за заштита на спомениците на културата не соодветствува на потребите. Најмногу фалат археолози. Моментално има недостаток на кадар во институциите, има доволно дипломирани колеги археолози, но голем дел од нив се уште невработени. Фактот дека нема да најдат вработување ги одвраќа младите да студираат археологија. Државата не го решава баш моментот на да речам активирање на работни места, да речам, односно конкретни, видите, моја размислување дека на пример на повеќе места треба да се активира предмет археологија општа и национална во основните и средните училишта, треба да се активира на пример секоја од царината да има дипломирани археолози, знаеме дека постои шверц. Во 80-те општини во Македонија нема повеќе од 20 музеи, што е поразително. Наместо да се вложува во презентација и истражување на древна Македонија, ние дозволивме, велат упатените, државата да билда администрација, наместо да се посвети на вработување на научни работници од редот на археолозите.